Извештајот за извршувањето на буџетот на општината Виница за минатата година, за работата на јавното предпријатие Солидарност Виница за минатата година, како и извештајот за работата на јавното предпријатие за комунални производи и услужни работи Кале од Блатец, беа дел од 22 точки на дневен ред на денешната 23-та седница на Советот на општината Виница. Најинтересно беше тоа што беше усвоен кварталниот извештај на буџетот на општина Виница и се дискутираше и по извештајот за работа на институциите кои што се под директна надлежност на Советот и на локалната самоуправа. Впрочем, тоа се Домот на културата, локалниот археолошки историски музеј Теракота, јавните предпријатија кои што се во склоп на општина Виница, тоа е јавното предпријатие Солидарност, јавното предпријатие за услужни комунални дејности Кале од село Блатец, исто така и јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти Винспорт. Интересен на денешната седница е што разгледавме и повеќе, значи впрочем тоа се 6 барања за бесправно изградени објекти, значи како што знаеме ние граѓаните да збореме за дивоградби на територијата на општина Виница, во градот и во населените места кои што се во склоп на градот и на општина Виница. На седницата беа донесени неколку одлуки и решенија во делот на донесувањето планска урбанистичка документација за индивидуална стамбена изградба, како и за изградба на полигон за обука на возачи. Советниците на денешната седница на Советот на општина Виница поставија и неколку советнички прашања кои се однесуваа на уредувањето на венчалната сала и за бројот на поднесени барања за легализација на дивоградбите во Виничко.